часот дневник на К1 телевизија. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Владеачката ВМРО ДПМНЕ реализираше уште една трибина. Општина Кавадарци продолжува да се грижи за секое ново работно место. На повидок над 100 вработувања. Село Војница го слави 31 јануари. Свети Атанасиј како заштитник на полето и стадото. Под наслов на Македонија и треба твојата идеја. Синоќа во Свети Николе владеачката ВМРО ДПМНЕ одржа трибина. Пред граѓаните беа представени реализираните проекти, но и оние кои допрва треба да се реализираат. Вице-премиерот Пешевски потенцираше дека најавени се неколку нови инвестиции кои ќе се реализираат во иднина. Воедно и министерката за култура Канчевска Милевска во своето излагање напомена дека оваа влада вложува во културата како никогаш досега. Владеачката ВМРО ДПМНЕ реализираше уште една трибина во низата трибини насловени на Македонија и треба твојата идеја. Во општина Свети Николе синоќа дел од министрите во владата пред Свети Николчани ги представија реализираните проекти, но и оние кои допрва треба да се реализираат. Воедно ги охрабрија граѓаните да ги приложат своите идеи, кои подоцна би можело да бидат дел од изборната програма. Вице-премиерот Владимир Пешевски потсети кои се причините за одржување на предвремените парламентарни избори. Во својот говор потенцираше дека иако во државата се уште владае политичката криза, приоритет за владата е привлекувањето на странски инвестиции, со што би придонело за намалување на стапката на невработеност. Најважната активност што ни беше дадена како обврска, создавање на нови работни места. Значи, главната цел наша како политичка партија покрај зачување на националните интереси, се разбира тоа е подлогата на која што сите стоиме, е смалувањето на бројот на невработени, односно зголемувањето на вработеноста во државата и зголемен економски раст. Вице-премиерот потенцираше дека најавени се неколку нови инвестиции, а воедно најави и нова инвестиција која наскоро ќе биде обелоденета. Тој посочи дека во изминатите 60 дена околу 15 фирми најавиле инвестиции кои тежат околу 160 милиони евра, а истите ќе вработат околу 5000 лица. Она на што оваа влада посвети особено внимание е културата, вели министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска. Таа ги посочи проектите кои се реализирани и кои ќе се реализираат во иднина. Воедно во своето излагање напомена дека оваа влада вложува во културата како никогаш досега. Се водеше сметка за вложување во сите градови во областа на културата. Се изградија голем број на објекти, се вложуваше исто така во збогатување на културната понуда на сите граѓани, се воведоа и многу стимулативни мерки и за младите, и за помладите, за пензионерите, за лицата со посебни потреби, се со цел да се подигне свеста за значењето на нашите културни вредности, да се почитуваат сите оние културни манифестации и проекти. Охрабрување за приложување на своите идеи покрај Пешевски и Канчевска Милевска на своите сограѓани им пружи градоначалникот Тасев. Тој истакна дека соработката помеѓу локалната и централната власт е клучна за реализирањето на проектите. Да ги слушнеме идеите, да ги ставиме на папир, да се разгледаат тие реални идеи кои што се ваша потреба, а верувам дека владата за општина Свети Николе ќе има слух. На трибината вице-премиерот Владимир Пешевски подвлече дека идеите кои произлегуваат од граѓаните во досегашната пракса се покажале како најдобри. Она што посебно го издвои како важно е тоа дека интересот на владеачката ВМРО ДПМНЕ е решавањето на реалните проблеми со кои се соочува македонскиот народ. Општина Кавадарци продолжува да се грижи за секое ново работно место. Локалната самуправа очекува во новата хала на компанијата Слога да се вработат 100 луѓе. Нови вработувања се очекуваат и во некои домашни компании.
Општина Кавадарци продолжува да се грижи за секое ново работно место. Локалната самоуправа годинава фокусот го става на малите и средни предпријатија. Очекува во новата хала на компанијата Слога кавадаречка инвестиција од над €1.000.000 да се вработат 100 луѓе. Се фокусирав минатата година, а еве очекувам оваа година да ги береме плодовите од таквото работење кон оние помали, средни па и символични вработувања кои што ги овозможуваат домашните компании. Морам оваа прилика да истакнам дека во Кавадарци се на повидок уште 100, можеби над 100 вработувања, кои што се содржани во новата хала на нашата компанија Слога. Нови вработувања се очекуваат и во домашните компании Кожувчанка, Горска и Мебелви. Тука е агроберзата која што ја спомнав пред малку, која што исто така би имала за последица 10 до 20 нови вработувања. Пред некое време дадов и решение за градба, односно за можност за градба на Мебелви, кој што планира во Кавадарци да отвори не само салон, да изгради салон, туку еден погон на територијата на општина Кавадарци. Како што информираат од локалната самоуправа, овие ново отворени работни места се должат на зголемената побарувачка која овие компании ја имаат. Во дневникот во 12:30 часот колешката Дијана Иванова имаше директно вклучување со раководителот на Вардарски плански регион Марко Колев. Вардарскиот плански регион во изминатата година континуирано работеше на развојот на руралниот туризам. Еве дел од разговорот. Разговараме со раководителот Марко Колев на тема рурален туризам. Оваа институција минатата година го промовираше Подлешкото езеро, постави летниковци, го разубави, но и го направи поатрактивно за посетителите. Го прашуваме овој пат господинот Колев, што е она на што во оваа година ќе работите, а е од руралниот туризам? Во областа на руралниот туризам ќе работиме 3 проекти. Првиот проект се однесува на поставување на летниковци урбана опрема на акумулацијата Мавровица во општина Свети Николе. Со 4 милиони денара ќе поставиме летниковци, урбана опрема и патеки за пешачење. Овој е поголем проект и многу значаен за Вардарскиот регион. Двата други проекти се финансирани од програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Првиот проект е сакаме да направиме база на податоци за сите рурални потенцијали во Вардарскиот регион, на едно место, на хартија и во електронска форма, сакаме тие сите потенцијали да ги имаме и да ги промовираме. И вториот проект кој е финансиран од оваа институција, сакаме да направиме техничка документација за повише велосипедски пешачки патеки во општините во Вардарскиот плански регион. Кога станува збор за велосипедските патеки, да напоменеме дека Велес е една од општините на која што и е неопходна една велосипедска патека. Лиценцата предуслов за учество во сообраќајот како такси превозници. Освен сигурноста на патниците го решава и проблемот со нелојалната конкуренција. Досега во Свети Николе 30 на такси превозници поседуваат лиценца. Лиценцата која треба да ја поседуваат такси компаниите е предуслов за учество во сообраќајот како такси превозници. Освен сигурноста на патниците, тоа го решава и проблемот со нелојалната конкуренција. Во Свети Николе засега 30 на такси превозници поседуваат лиценца. Има околу 31 лиценциран таксист, според моите информации. Можеби ќе може повеќе да има. Дали имате лиценца за такси превоз? Да. Сметате дека треба сите да имаат? Да. Имате лиценца за такси превозник? Има. Сметате дека сите треба да имаат? Па би требало, ако биде некое реално. Треба да имате. Извесен период такси превозниците во Свети Николе се соочуваат со проблемот за паркинг места наменети за нив. Досега неколку пати беше сменета локацијата. На средбите кои градоначалникот Тасев ги има со такси превозниците, честа тема на разговор е токму паркинг просторот. Секогаш некому локацијата кај што ќе бидат таксистите нема да му одговара. Немате ви идеални места, идеални страни. Значи, ги вративме на старото место, сега па други не го дуваат. Значи, работиме на едно трајно решение, ќе го понудиме тоа трајно решение, каде ќе бидат сместени, у центарот ќе бидат. Па туку сред центар моментално е гужва, е у саботно време кога е пазар, створа се неред. Мислам дека треба друга локација да се одбере. Дали е соодветен паркинг? Не, премногу е мал и не е за ова место. Мал е паркинг. Каде би требало да биде?
Па те тука надоле треба да се продолжи на едно место да види како и што беше порано. Покрај условите за вршење на автотакси превоз на патници, пропишани со одредбите на Законот за превоз во патниот сообраќај, автотакси превозниците мораат да ги исполнуваат и условите пропишани од страна на Советот на општината. Треба да ја почитуваат локацијата и капацитетите на такси станиците, обележувањето и опремувањето на такси станиците, бојата на возилата и унифицираните ознаки и опрема на такси возилото, тарифата и начинот на користење на такси станиците, максималниот број на такси возила со кои може да се врши автотакси превоз на патници. Синоќа на автопатот во близина на селото Смоквица, полициски службеници во возило Рено со скопски регистарски таблици привеле 12 мигранти од Алжир кои подоцна биле спроведени во прифатниот центар за странци во Скопје. Уште еден ваков случај е регистриран синоќа во 20 часот и 35 минути во близина на кучката кај Неготино на автопатот во правец Гевгелија Скопје. Во текот на вчерашниот ден во два поединечни случаи биле откриени вкупно 17 мигранти од страна на полицијата. Имено вчера околу 7 часот и 50 минути на автопатот во близина на селото Смоквица, полициски службеници забележале возило Рено со скопски регистарски таблици во кои влегувале мигранти. Полицијата дала наредба на возачот да го запре возилото, но тој продолжил да се движи. На околу 300 метри возачот го запрел возилото и заедно со мигрантите се дал во бегство, но неуспешно, бидејќи полицијата успеала да ги пронајде. 12 приведени мигранти од Алжир подоцна биле спроведени во прифатниот центар за странци во Скопје. Уште еден ваков случај регистриран синоќа во 20 часот и 35 минути во близина на клучката кај Неготино на автопатот во правец Гевгелија Скопје, кога полицаец издал наредба на возачот со возило марка Матис со велешки регистарски ознаки да запре, но возачот продолжил со движење, пошто полицијата со службено возило се упатила по него и успеала да го запре. Во ова возило биле затекнати 32 годишниот возач МГ и 5 мигранти кои исто така биле спроведени во прифатниот центар. Се работи на целосно расчистување на овие случаи. На 47-та седница Советот на општина Велес ја донесе одлуката за поставување видеонадзор во општинските основни и средни училишта. Целта за поставување на опремата за видеонадзор е да се воспостави поголема безбедност на објектите и учениците. Советот на општина Велес на 47-та седница ја донесе одлуката за отстапување на основно средство опрема за видеонадзор на општинските основни и средни училишта. Оваа опрема, која беше целосно набавена од страна на општината и поставена во училиштата на почетокот на учебната година, сега ќе им биде предадена. Поголема безбедност на објектите и учениците е целта на поставувањето на опремата за видеонадзор, стои во образложението на општинскиот совет. Камери има поставено во 4 средни и 5 основни училишта во градот, но и во музичкото училиште Стефан Гајдов. Покрај училиштата, општината планира видеонадзор да се постави и во куќите на уметноста во градот. Целокупниот проект општината ја чини 2 милиони денари. Село Војница го слави 31 јануари Светијата Атанасиј како заштитник на полето и стадото. Со рекорден број посетители оваа година се возобновува традицијата и прославата на овој ден во манастирот Светијата Атанасиј. Колешката Емилија Нишовска денеска беше меѓу присутните во село Војница. По сливот на реката Бабуна на 20 на километри оддалечено од општина Велес се наоѓа селото Војница. Староседелците, но и оние кои потекнуваат од овде, го празнуваат последниот ден од јануари или денот на Светијата Атанасиј. Во Војница се слави и летниот празник Светијата Атанасиј како селска слава, додека зимниот се чествува како заштитник на полето и стадото. Во атарот на селото се наоѓа манастирот кој го носи името на овој светец и каде војничани, цели семејства, роднини и пријатели со пригодна трпеза и песна го слават овој празник. Од колено на колено се пренесува историската приказна за селото и манастирот пред камерата на К1 за Војница,
ни раскаже и дедо Трајче Гиовски, сега еден од најстарите жители на Војница. Овде имаше стара кујна, од таа стара кујна некоја се готело за манастирот која била славата, после ја користеа за да живеат овчари, говедари и така е разрушен, па ние решиме малку да го обновиме и славата да се обнови, ама и место да се обнови. И најдовме една икона натре од Зографски, 1910 година подарена на црквава и обновувана. А колку е стара, никој не знае. Темелите стари колку се. Го и чистиме стариот дел што беше урнатините и почнем да го градиме пред 20 години. Беме собрани едно друштво, црковен одбор. Славе Гочев, Андел Драскачев, Динеш Петков и Трајко Гиов као председател. Се што изградиме, скоро изградиме со собствени средства и наследија младите, останува и векот и животот на младите, нека продолжат, нека прават да се обнови. Традицијата на славење на овој празник била прекината во втората половина на минатиот век. Од првите години на новиот милениум, дедо Трајче заедно со останатите постари жители и нивните ќерки и синови го враќаат стариот сјај на чествување на Светиот Анасий. Со заеднички сили и средства се заштитува и обновува стариот манастир и трпезаријата. Таа традиција, значи, како што рековме, убаво е да продолжи иницијативата, ја поддржувам, кој што пред 10 години започна, еве како што гледаме има и резултати од тоа, да се обноват дел од конаците. Конаците не се, значи, обновени на нивното автентично место, значи тоа е една малце поголема работа, но се надеваме дека понатаму ова место ќе заживее, исто така и селото на тој начин, со тоа што се надеваме дека патот кој што во некои 2 километри не е асфалтиран и кој што доведе да се иселат последните, значи, автохтони жители кои што навистина не сака да се иселат, но во интерес на тоа, на школувањето на своите деци да бидат поблиску до патот, значи се случи тоа. Меѓутоа како потомец од оваа село по татко ми, така некако стихино со еден мој братучет по Борче, Анчевски, служба во кавалерци, брат ми и неколку други луѓе почнавме полека да го ова што гледате тука. Ни беше интенцијата да го вратиме тој сјај, значи Војница било од секогаш многу фино место. Миграциониот процес во 50-тите години на минатиот век предонесуваат да се намали бројот на жители во село Војница, каде живееле околу 100 семејства. Денеска, иако малобројни, 30 на жители се уште се таму и не дозволуваат во целост да замре ова село. За Светиот Анасий пак, рекордно оваа година, село Војница беше посетено од преку 200 посетители, на кои повеќе или помалку фамилиарниот корен им е токму од овде. Нешто повеќе за традицијата на славењето на празникот Светиот Анасий во село Војница и приказната историјата за настанувањето на селото, гледачите ќе имаат можност да погледнат од репортажата што ќе се емитува овие денови на К1 телевизија. А од вестите од Македонија имаме нови 8700 вработувања во 2016 година, најави председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Детални информации за купи куќа за млади ќе може да добијат сите заинтересирани лица во своето место на живење. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски денеска одржа работен состанок каде заедно со представници од владата, Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување го разгледа оперативниот план за вработување. Според надлежните, до сега активни се 28 мерки, а веќе од февруари се воведуваат нови 2 за отворање работни места за микро и мали предпријатија и обуки за глуви лица и лица со оштетен вид или слепи лица. Во гостувањето во дневникот на националната Сител телевизија, Груевски нагласи дека во 2016 година преку програмата за вработување ќе се вработат 8700 невработени лица. Оваа година се очекува преку мерките за вработување на агенцијата, активните мерки за вработување на агенцијата за вработување,
би требало да се вработат околу 13.500, односно да има 13.500 лица да бидат офатени, а 8.700 најмалку 8.700 да бидат вработени. Останатите разликата е што ќе им биде извршена обука. Веројатно и дел од тие кои што ќе добијат обука ќе најдат вработување, но минимумот кој што треба да се вработи по овие активни мерки за вработување е 8.700. Одевме мерка по мерка, има 28 мерки кои што се предвидени за оваа година. Ова е период кога почнува да се објавуваат огласите за да невработените конкурираат за добивање на поволностите од државата, односно од агенцијата за користење на овие мерки. 1 до 2 веќе се објавени и конкурсот е во тек, но поголемиот дел се објавуваат сега во месец февруари. Според Груевски, фокусот на полето за вработување вроди со плод и рекордна ниска невработеност со стапка од 25,5%. Додава дека преку мерките во период од 9 години отворени се преку 150.000 нови работни места или на исто толку луѓе им се подобрил животниот стандард. Детални информации за купи куќа за млади, сите заинтересирани лица ќе може да добијат во своето место на живење. Тимови на Министерството за финансии секој понеделник и вторник ќе бидат достапни за соработка во 33 општини. Во 29 од нив тие ќе бидат сместени во канцелариите за имотно-правни односи, а во останатите 4, меѓу кои Демир Капија и Неготино, тимовите ќе функционираат во канцеларијата на управата за јавни приходи. Според министерот Зоран Ставревски, оваа пракса ќе се воведе поради големиот интерес кај младите за користење на овие мерки. Ги обучивме луѓето што работат во овие канцеларии да можат да им даваат услуга на граѓаните, односно информации на граѓаните во сите општини во Република Македонија, се разбира вклучително и во скопските општини. На тој начин сите лица што имаат до 35 годишна возраст ќе можат во своето родно место или таму кај што живеат или во непосредна близина да се информираат за проектот, да добијат повеќе податоци и на полесен начин да ја донесат таа значајна одлука во животот, да се решат да дојдат до сопствен дом преку проектот на владата. Освен за Купи куќа за млади, информации и совети ќе се добиваат и за проектот Купи куќа, купи стан. И во двата случаи станува збор за поддршка која државата им ја дава на младите за стекнување на сопствен дом. Субвенцијата може да достигне и до 33.000 евра, а можни се два модела за користење на мерката Купи куќа за млади. Со првиот модел, државата ја субвенционира ратата. Во првите 8 години покрива 80%, а во наредните 3 50%, доколку пак младите се одлучат за вториот модел, владата го покрива целото учество за кредитот. Австриската влада во следните 3 години планира да депортира 50.000 мигранти. Исламска држава со нова закана. Ова е светот денеска. Австриската влада планира да депортира 50.000 мигранти следните 3 години, пренесуваат австриските медиуми. Планот е објавен во момент кога различни европски земји се обидуваат да усвојат порестриктивна политика кон мигрантите. Шведска, например, планира да депортира 80.000 кандидати за азил. Виена минатата година има примено 90.000 бегалци. Видеоснимка на која джихадист на француски јазик се заканува со нови напади врз Западот и екзекуција на отпадниците и шпионите во Ирак, објави Исламската држава. На снимката джихадист кој зборува на француски носи маска, воена униформа и пиштол, а под маската може да се види неговата руса коса. Според експертите, снимката е направена по париските напади од 13 ноември, во кои беа убиени 130 лица, а одговорноста ја презеде Исламската држава. Джихадистот на снимката се заканува дека Исламската држава ќе изврши нови напади, поради кои Западот ќе заборави на нападите од 11 септември 2001 година во САД, како и на парискиот масакар.
Ракометната репрезентација на Германија е новиот европски шампион на Европското првенство во Полска. Со брилијантна представа во финалето е декласираа Шпанија со 24:17. Ова е второ европско злато за Германија по 2005 година, а шпанците не успеја ниту во четвртото финале да го добијат посакуваниот медал. Хрватите заслужено стигнаа до бронзениот медал, откако со 31:24 ја совладаа Норвешка. Во продолжение останатите вести од спортот. Карпош Соколи ја прегази Струмица со 104:62 на домашен терен во надпреварот од 15-тото коло на првата кошаркарска лига. Гостите беа рамноправни само првата четвртина, која ја загубија со 3 поени разлика, а останатите 3 периоди Соколи ги доби со двоцифрена разлика. Филип Шепа беше прв стрелец за победничкиот тим со 18 поени и Майкл Снер додаде 16. Убедливи беа и Фени Индустри со победата од 78:56 против Кожув. Во кавадарци најефикасен беше домашниот играч Карло Врагових со 28 поени и Јане Петровски со 20 поени. Куманово го совлада Работнички во градски парк со 87:76. Димче Тасовски дебитираше со 27 поени за Работнички, но не беа доволни да се спречи четвртиот пораз во низа. Александар Костовски беше лидер кај гостите во Куманово со 23 поени. Последниот меч од колото ќе се одигра в четврток, кога Бест ќе го пречека МЗТ Скопје. Металците се лидери со 13 победи и 1 пораз, пред Соколи со 12 победи и 3 порази. Селекциите на Полска, Тунис и Чиле се ривалите на ракометната репрезентација на Македонија за олимписките квалификации за пласман на игрите во Рио. Македонија како девето пласирана од светското првенство се пласираше на квалификациите. Според тоа како досега се одредуваа домаќините на олимписките квалификации, тоа беа репрезентациите кои имаа најдобар пласман на светското првенство во Катар. Во тој случај Полска е прва како трето пласирана, потоа Шпанија ако не биде европски првак и Данска. Дерби мечот на 22-то коло им припадна на каталонците. Барселона славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Гостите го отворија резултатот преку Коке во 10-та минута. Барселона брзо возврати. Меси во 30-та и Суарез во 38-та минута направија пресврт. До крајот на надпреварот немаше повеќе голови. Атлетико заврши со 9 фудбалери по директниот црвен картон на Фелипе Луис пред крајот на првиот дел и на Годин во 65-та минута. Барселона е осма на врвот со 51 бод, 3 повеќе од Атлетико. Реал од третата позиција со 44 бодови, утре ќе го пречека Еспањол. Дерби надпреварот од синокешната програма во НБА лигата се одигра во Охајо, каде Кливленд славеше над Сан Антонио со 117:103. Домаќините клучната предност ја стекнаа во првото полувреме, кое го добија со 66:49. Пред овој меч вице шампионот имаше биланс од 0-5 против Голден Стейт, Сан Антонио и Чикаго. Под водство на Лу добро игра големата тројка на Кливленд, па Джеймс на мумузите и му фрли 29 поени. Лав реализираше 21 поени плюс имаше 11 скока, исто како и Ирвинг. На другата страна Ленард додаде 24 кошеви. Хјустон го забележа третиот пораз во серија, поточно подобри од нив беа волшебниците од Вашингтон со 123:122. Дури 8 играчи на гостите постигнаа 10 или повеќе поени, со што беше ставена во втор план брилијантната партија на Харден од 40 поени и 11 асистенции. Најдобриот светски рекет Новак Ѓоковик го освои трофеот на Австралија Open, победувајќи го Енди Марей во големото финале во Мелбурн со 3:0 во сетови. Тоа е 11-тата Гренслем титула за Ѓоковик, 6-та на отвореното првенство на Австралија. Српскиот тенисер фантастично го отвори финалето и првиот сет го доби со убедливи 6:1 на експресен начин. Во вториот сет се играше многу подолго, а сепак Ѓоковик го доби со 7:5 во гемови, триумф од 3:0 во сетови и 6-ти трофеј на Австралија Open.
Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска не успеа да освои втората титула во конкуренција на двојки во оваа година. Лина и романката Јоана во завршниот меч на Фјучерсон во Анталија, Турција, беа поразени од Петра и Викторија од Словачка. Надпреварот донесе голема борба, истиот траеше 2 часа и 6 минути и одлучуваа мали нијанси. Ѓорчевска првиот месец од 2016 година го заврши со 2 титули, по една во сингл и дабл освоени минатата седмица во Анталија. Утре ќе имаме сончево и топло време. Во западните делови променливо облачно со умерен ветер. Еве ги деталите за временската прогноза. Тука е крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.